Во моментот во Скопје се лекуваат вкупно 46 пациенти, од кои што 26 се во клинички центар, 3 пациенти се во карио, пластична хирургија 6, токсикологија 11, пулмологија 2, детска хирургија 2, торакална хирургија 1 и офталмологија 1 пациент. Во градска болница 8 септември се 10 пациенти и во градска општа болница хируршки клиники се уште 10 пациенти. Значи вкупно 46, 26 во клинички центар, 10 8 септември и 10 во градска општа болница. Добра вест за денеска е дека испишуваме 16 пациенти. Значи после сите направени испитувања и токсиколошки и сето тоа што треба, 16 пациенти ќе продолжат со лекување во домашни услови, 30 пациенти ќе останат во болниците во Скопје. Меѓутоа истовремено веќе се подготвуваме за прием на пациенти кои ни се враќаат, кои што се лекуваат надвор од државата. Надвор од Македонија се лекуваат 115 пациенти, доколку треба уште еднаш бројките, мислам дека ги знаете, не мора да ги повторам државите. Оваа недело очекуваме 8 пациенти да почнат да се примаат прво во клиниките кај нас. Тријажата ќе се направи од клиниката кај што е примена, па потоа ќе се испрати во клиниката кај што треба да седи пациентот, односно да се лекува. Сигурно минимум престојот ќе биде ден до 2 и после тоа ќе бидат пуштени дома. Значи нема да оставиме ништо на случајност. Во моментот 4 пациенти се покритични од тие што се лекуваат надвор од државата. Да се надеваме дека и нивната состојба ќе се подобри. Иако велам 4, вчера беа 5, денеска се 4. Повторно ви велам дека сме во фаза на инфекции кои што може да се јавуваат кај пациенти со изгореници од 2-3 степен. Можни се и секакви компликации, меѓутоа да се надеваме на најдоброто. Во оваа состојба во оваа трагедија која што се случи во Македонија, морам да назначам дека практично функционираме како едно и функционираме во однос на све со цел за да им дадеме максимална подршка и максимално згрижување на сите болни пациенти, односно на сите жртви. При тоа да не заборавиме дека нашиот дом е клиничкиот центар како лекари, меѓутоа и овие деца се сите наши деца. Сметам дека и понатаму концентрацијата нема да упадне во ниеден момент и дека понатаму ќе одговориме со исто ниво и подобро од она што се случуваше и што се случува до сега.